Форумот на немнозински заедници во Република Северна Македонија во првата недела од месец март беше дел од значајна студиска посета во областа Шлезвиг-Холштајн на германско-данската граница. Богатата и внимателно составена агенда од страна на домакините, односно мрежата за малцински компетенции Академијата Санкелмарк, лоцирана во близина на градот Фленсбург, понуди размена на искуства и богати сознанија за процесите и начинот на решавање на значајни теми кои ги засегаат немнозинските заедници. Топло добре дојде за почеток од страна на Каролин Хонервогт, координатор на мрежата за малцински компетенции. Следуваше запознавање, дискусија и презентација на заедниците во Северна Македонија и заедниците од домакините со представување на германското малцинство во Данска и данското малцинство во Германија. Беа представени и фризите и нивните алатки со кои го одржуваат и негуваат сопствениот јазик, култура и карактеристични вредности. На присутните им се обрати доктор Вело Петај, директорот на Европскиот центар за малцински прашања, како и првиот човек на ФУЕН, Госта Тофт. Ден потоа следуваше посета на Апенраде, односно Абенра, град на југот од кралството Данска. Акцент овој пат беше даден на библиотеката на германското малцинство, образование и култура, пошто се реализираше и средба со политичките представници на германското малцинство во Данска. Значајна беше посетата на седиштето на германското малцинство во Данска, како и посетата на средното училиште на германското малцинство во ова кралство. За време на работниот состанок во Кил, во седиштето на покраинската влада на Шлезвиг-Холштајн регионот, на присутните им се обратија Јоханес Калсен, представник на министерот на национални малцинства и етнички групи, како и Линда Пајпер од националната канцеларија на Шлезвиг-Холштајн регионот. Акцент на оваа работна посета во Кил беше ставен на интегрирањето и уредувањето на малцинските права на синтите и ромите во Германија. Овие информации што ги стекнавме тогава се многу. Од историски контекст се гледа дека минатото влијае врз денешницата и тоа не е ништо различно ни за Германија, ни за Македонија, ни за Данска, каде што бевме. И важно е како таа историја ја решаваме во даден контекст. Во однос на сесијата со ромите и синтите во Германија, јас сум повеќе запознат на таа тема и знам дека они имат посебен статус, нарочито синтите, като домородни роми долго време тука во Германија, и нивната интеграција по последните 20 години е позабрзана и поефикасна во однос на нашите роми во Балканот и пошироко во Централна Европа. Генерално, другата бенефиција е што форумот како неформална структура добива не само знаење, туку и поголема кохезија, затоа што ова време потрошено заеднички, значи тоа е со се патувањето 6 дена. Многу значи за нас сите и се запознавме уште повеќе и довербата порасна меѓу сите нас и секако дека тоа понатаму ќе придонесе за подобар успех и нели повеќе влијание во Македонија. Последниот ден од престојот беше збогатен со излагањето на Лена Терхард од Нордфриск институтот, која го презентираше процесот на развој на наставни дидактички материјали наменети за малцинствата во Шлезвиг-Холштајн регионот, пошто следуваше работилница со наслов "Кои сме ние?", предводена од драгата Каролин Хонервогт, координатор на мрежата за малцински компетенции, и нејзиниот колега Леон Босен. The Minority Competence Network organizes seminars for people belonging to national minorities from all across Europe, and we invite each group to come here to get in touch and to be in exchange with the minorities within the German-Danish Frisian borderland. I was very glad that I had a group from North Macedonia visiting us. It's our first group from Macedonia, and it's always great to meet new people to see that what we offer is taking on all over Europe. And I'd say the most important part that we had within the last days was
the realization that dialogue and friendship and networking can happen all across Europe, no matter where you're from. Пригодни подароци за крај, топол поздрав и благодарност кон организаторите за одличната програма и значајните информации кои ги збогатија сознанијата на посетителите на оваа студиска посета. Најпрвен голема благодарност до Форумот за неиноземски заедници во Македонија, кој што ме покани да учествувам многу настан. Составот на групата, како што кажавте, е хетероген, представници од повеќе етникуми од Македонија, тоа се од представници на невладиниот сектор, имаше представници и од државната управа, значи сметам дека единствено нешто што можеби даде додатна вредност и представници од науката. Како социолог кој што се занимава со интеретнички релации, со политичкиот систем, човековите права, малцинските права, сметам дека ова и за мене беше добро искуство. Сметам дека лично дадов квалитетен придонес во настана со тоа што го објаснив македонскиот модел на политички систем и заштитата на малцинските права, како Македонија ги нормативно гарантира реализација и ефектуирање на човековите слободи и права во тој контекст и правата на етничките заедници. Слушнавме искуства и од домакините Германија и Данска, кои што би били интересни за компарирање со нашиот случај. Како и да е, денови исполнети со квалитетни искуства, размена на знаења, кои што секако би биле во насока на дополнително напредување на и гарантирање на правата на етничките заедници. Она што за мене е важно во контекст на, еве како представник на мнозинскиот народ во Македонија, е да сите желби и интенции за зачувување на спецификите на одделни етникуми, како што се традиција, историја, култура, јазик, уметност и така натаму, да ги ставиме во функција на градење на заедничка кохезија. Не спротивно до нешто реално и постои ризик да градиме бариери меѓу нас, да живееме едни покрај други, туку да живееме едни со други. Сметам дека Македонија има и историска предиспозиција за градење на квалитетен соживот помеѓу сите граѓани кои живеат во Македонија. Се разбира дека ние не можеме да бидеме комплет да преземеме од тука тоа што се случува, но ќе ни дава дополнителни мотиви, ние сите етничките заедници во Македонија, ова да ни биде како поука, како понатаму, значи да бидеме и да живееме во една многу подобра социјална кохезија од што е сега, иако што е сега не е лошо, но мислам дека ова ќе биде исто така една лекција како понатаму да се подобруваат нашите односи во делот на меѓу етничка соработка на сите граѓани и етнички заедници што живеат во Република Северна Македонија. Се разбира дека цивилниот сектор има работи во проекти, во истражување во овој дел и улогата од ова се покажува дека многу е битно и дека во секоја напор, во секоја креирање на политики во овој дел од страна на државните органи и институции, обавезно треба да се вклучува и цивилниот сектор, значи да дава придонес во креирање на одредени политики кои што исто така ќе подобруваат социјалната коезија во нашата држава. Како во една европска земја се остваруваат правата на помалите заедници, можевме да направиме една споредба во однос на регулативата и практиката овде и кај нас. Така да имавме можност секако да се запознаеме со представници на помали етнички заедници или малцинства, што тие ги нарекуваат од овој регион, но исто така и од посетата на Данска, односно на германското малцинство во Данска. Имаме, може да се така да се издвоат некои заеднички линии, нека корелација да се направи, но секако има и разлики кои што се не збогатуваат во смисла на добивме и нови идеи, нови начини на застапување на нашите заедници и барање за практична реализација на условите. Лично сум збогатена со многу нови информации, па и знаења би рекла,
Во принцип ме воодушеви секој дел од оваа посета. Посебно би издвоила еве овој последен ден каде што веројатно најповеќе е поврзано со мојата досегашна работа, а тоа е креирањето на наставни материјали, на кој начин интерактивно да се работи со децата, да се мотивираат, да го учат моцескиот јазик. Посета имала cilj da poveže nevladine organizacije i institucije iz Makedonije sa EU predstavnicima i onima koji rade na manjinskim pitanjima. Mogu da kažem da poseta je bila savršena i što se tiče organizacije, a naročito sadržaja. Ono što smo mogli da naučimo od kolega Frisa, Roma i Sintija, Danaca i Nemaca, je zaista nešto što ćemo preneti i u Makedoniju, naravno prilagođeno našem kontekstu. Važno je bilo da smo imali i predstavnika institucija. Sljedeći koraci za forum su da se povežemo sa FUEN-om, sa ECMI-em, jako važan faktor nam je internacionalna saradnja, akcioni plan sa institucijama i forum koji kreće dalje u 26. sa svim aktivnostima vezanim za manjinska pitanja. Како координатор на форумот на немнозинските заедници во Северна Македонија, имав таа чест да ја приведам делегацијата која што броеше 25 членови од Македонија. Составот е навистина специфичен и разновиден, како и нашиот форум. Именно направивме една група од професионалци во државната управа, кои што се занимаваат со овие прашања од различен аспект. Професори од универзитетите во Македонија, кои што исто така низ своите наставни курикулуми го застапуваат прашањето на малцинствата. И секако нашите колеги од членките, односно граѓанските организации кои се членки на форумот. Се тоа започна минатата година, кога имавме средба со представниците од ФУЕН и од Европскиот центар за малцински прашања во Скопје. Па ете низ месеците минатата година успеавме да ја врамиме нашата идеја и практично нивната желба за соработка. Навистина ми беше чест и задоволство што пред се успеавме да се представиме во едно навистина пред се формално и неформално светло. Ги представивме нашите карактеристики, законската рамка, што ние работиме како граѓански сектор, а исто така и како не подржуваат институциите и академската заедница. Ограничената соработка на Данска и Германија носи едни специфики. Мене ми е лично особено драго што имав многу да научам. Ке понесаме со себе многу убави искуства кои што не ќе дадат инспирација за понатамошна соработка. Секако, искрено се надевам дека форумот ќе има и идни слични можности и да ги покани колегите од мрежата за малцински компетенции на овој регион, кои што нам ни беа домаќини и кои што практично се финансирани од покраинската влада на Шлезвиг-Холштаин регионот. Тоа е особено битно да се истакне дека федералната влада на Германија на овој регион го поддржава студиско патување, што навистина е една добра основа за идна можност и идна соработка.